Општина Газибава направи катастар на загадувачи со што значително ќе се поедностави дисциплинирањето на сите кои ги прекршуваат пропишаните закони и со тоа влијаат врз загадувањето на воздухот. Ова е денешната главна вест на денот. Јас сум Елизабета Дамјановска-Спасеновска, ова се урбаните вести. Останете со нас. Значителна сума пари од градската каса за намалување на аерозагадувањето. 34 прочистувачи за воздух поставени во гимназијата Никола Карев. Општина Газибава направи катастар на загадувачи. Во тек е набавка на гуми за автобусите на ЈСП. Со цел намалување на аерозагадувањето, градот Скопје од буџетот за 2019 година издвои значителна сума пари за субвенционирано купување на електрични тротинети, велосипеди, печки на пелети, како и за бесплатен јавен превоз во деновите со енормно загадување на воздухот. Субвенционирањето на граѓани за набавка на посовремени уреди за затоплување, набавка на печки на пелети, велосипеди и чистење оџаци продолжува и во 2019 година. Средствата во износ од 556 милиони денари или околу 9 милиони евра издвоени за оваа намена, секако што информираат градските власти да се продолжи борбата против загадениот воздух. За набавка на посовремени уреди за затоплување предвидени се 20 милиони денари, а за набавка на печки на пелети 15 милиони денари. За набавка на велосипеди, тротинети и електрични возила на 2 тркала се определени 10 милиони денари. Не е изоставена ни мерката за чистење оџаци, која може да ја користат домакинствата и другите субјекти, за што се предвидени 3 милиони денари или околу 50.000 евра од буџетот за 2019 година. Со цел да се мотивираат граѓаните што помалку да ги користат автомобилите, 1 милион денари од градската каса ќе бидат наменати за проектирање и набавка на велосипеди, како и за пунктови за изнајмување на велосипеди од страна на граѓаните. А субвенција од 20 милиони денари ќе му бидат префрлени и на јавното сообраќајно предпријатие за овозможување на бесплатен превоз во деновите со алармантно загадување на воздухот. Покрај тоа, во автобусите на ЈСП Скопје и следната година бесплатно ќе се возат возрастните лица без разлика дали добиваат месечна пензија или не, а покрај нив бесплатно ќе се возат и студентите. За оваа намена од буџетот на град Скопје ќе бидат потрошени 100 милиони денари или околу 1,6 милиони евра. Бесплатниот превоз на скопските пензионери им е овозможен од 2010 година, првично само за време на викендите, а од 2016 година и во вторник и петок. Од 2016 година и сите редовни студенти од државните универзитети во Скопје користат бесплатен јавен градски превоз секој ден во неделата на сите линии. Субвенција од 50 милиони денари или над 810.000 евра ЈСП ќе добие и за функционалност на АВЛ и на системот за интелигентна наплата. Во обид да се намали аерозагадувањето, град Скопје оддели 20 милиони денари или 325.000 евра во вид на субвенција и за приватните автобуски превозници со цел да ги адаптираат постојните автобуси со мотори за еколошки возила. Во борбата за почист воздух, субвенција во висина од 670.000 евра од буџетот на град Скопје доби јавното предпријатие Паркови и зеленило за одржување на парковите во градот. Вкупно 34 прочистувачи за воздух денеска беа поставени во Скопската гимназија Никола Карев. Како што информираат од град Скопје, ова значи дека е обезбеден почист воздух за време на наставата за 1107 средношколци. Средношколците од гимназијата Никола Карев добија прочистувачи за воздух. Во гимназијата денеска беа поставени вкупно 34 прочистувачи на воздух, обезбедени со средства од град Скопје. Како што изјави портпаролот на град Скопје Валјон Салиху, оваа гимназија е една од 23 средни училишта во кои градот планира да постави вкупно 573 прочистувачи на воздух, за што ќе бидат потрошени околу 11 милиони денари. Градот Скопје е единствената единица во локална самоуправа која што обезбеди прочистувачи за воздух за секое свое училиште. Наша должност е да се грижиме за здравјето на нашите сограѓани, а квалитетот на здравјето на децата е наш приоритет. Градот Скопје континуирано работи на создавање на услови за поздрава животна средина, поставувајќи си цели и задачи со кои
ќе се намалат ризиците по здравјето на нашите. Салиху додаде дека градот со поставувањето на прочистувачите сака на вкупно 21.783 средношколци да им овозможи почист воздух и поздрава животна средина. Директорката на гимназијата Горица Илиоска се заблагодари за досегашната соработка со градот, со чија помош се поставени прочистувачи на воздух, а во текот на летото беа изведени и градежни активности за училиштето да стане енергетски ефикасен објект. Општина Газибаба направи катастар на загадувачи, со што значително ќе се поедностави дисциплинирањето на сите кои ги прекршуваат пропишаните закони и со тоа влијаат врз загадувањето на воздухот. Општина Газибаба има краткорочен и долгорочен акционен план за решавање на проблемот со загадениот воздух, како проектот за продолжување на топловодното грејење и продолжување на гасификацијата. По барање на општина Газибаба, Друштвото за технолошки и лабораториски испитувања Технолаб направи експертска анализа со цел по ефикасно справување со загаденоста во општината. Со помош на анализата изработен е ажуриран катастар на загадувачи на територијата на општина Газибаба, со што ќе биде поедноставено дисциплинирањето на сите кои ги прекршуваат законските мерки. Согласно законската регулатива, значи имаме мандатни казни за изрекување на лице место за прекршителите кои што ќе се утврдат дека ги злоупотребуваат ресурсите кои што не се дозволиви за грејење, како и секојдневно наблюдување и монитирање на површините кои што и припаѓаат на општина Газибаба. Исто така работиме заедно и со градот Скопје, каде што директно преку современи летала кои што ги утврдуваме причинителите и пием частичките кои што се изфрлаат, дали се тоа од грејењето, дали се при работниот процес, дали се од домаќинства, така да преку дроновите веќе имаме информација, би рекол, секојдневна и на секој час. Георгиевски информираше и дека општина Газибаба има краткорочен и долгорочен акционен план за решавање на проблемот со загадениот воздух. При тоа го нагласи проектот за продолжување на топловодното грејење во Ченто, Маџари, Триангла и Хиподром 1 и 2, како и продолжување на гасификацијата на индустриските објекти и јавните установи, кои се во надлежност на општина Газибаба. Општина Газибаба има долгорочен и краткорочен акционен план за решавање на последиците на загадување на животна средина. И тоа со продолжување на топловодното грејење во Триангла, Маџари, Хиподром 1 и Хиподром 2, како и населбата Ченто, каде целни групи се колективните стамбени згради, како и продолжување на гасификацијата на индустриските објекти и јавните установи, кои се во надлежност на општина Газибаба, каде парните котли од нафта да се заменат со природен газ. Работиме и на долгорочна стратегија за долготрајно обновливи извори за поставување на фотоволтаични панели на колективните згради и јавните установи, како и енергетски фасади, со цел да се постигне заштеда на ресурсите, да се намали штетната емисија на ПМ частичките, а со тоа и да се подобрат условите за живот. Изминатиот период општината спроведе 2 акции во кои беа запленати 2 тона и 50 килограми отпадни гуми, а започна и акција за отстранување на хаварисаните возила од јавните површини. Градот Скопје ќе набави гуми за автобусите кои не возат низ сообраќајниците, токму поради недостатокот на гуми. Што се однесува до расипаните автобуси, се уште се прават калкулации дали е исплатливо да се поправат. Портпаролот на град Скопје Валјон Салиху денеска изјави дека во тек е набавка за гуми на автобусите на јавното сообраќајно претпријатие, кои не возат низ скопските улици поради недостиг на гуми. Веќе е активна една набавка за гуми на новите градски автобуси и потоа ќе има уште една набавка, истакна Салиху. Што се однесува до расипаните автобуси, тој додаде дека се прави пресметка со цел да се види колку ќе биде исплатливо да се поправат. Во однос на набавката на екоавтобуси што ја планира град Скопје, портпаролот Салиху информира дека кредитот ќе биде во висина од околу 10 милиони евра, а со него ќе се набават од 35 до 40 еколошки автобуси. Продолжува акцијата за засадување на 1800 високостиблести дрвја што се спроведува на територија на општина Аеродром. Оваа акција, како што информираат од општината, е во насока на подобрување на животната средина и намалување на загадувањето.
Продолжува акцијата за засадување на 1800 високостеблести дрва што се спроведува на територијата на општина Аеродром. Деновиве над 120 различни вида дрвја се засадуваат на две локации, на улицата Методија Шаторов Шарло и над 60 по должината на улицата Коста Новаковиќ во Стар Аеродром. Исто така се засадуваат и на две локации во рионски центар Аеродром, односно 35 садници на улицата 16-12, како и 100 парчиња на потегот на секундарната сообраќајница, паралелна со булеварот Видое Смилевски бато. Во изминатите 10 дена, кога почна акцијата, се опфати и просторот околу основното училиште Лазо Ангеловски во Ново Лисиче, пред основното училиште Александар Македонски, улицата Бојмија, како и кружниот тек кај поликлиниката Јане Сандански. За овој проект се издвоени 8 милиони динари од буџетот, а исто толку се предвидени и за наредната година. Општина Аеродром останува посветена на грижата за животната средина и ги презема сите мерки во нејзина надлежност за решавање на прашањата поврзани со аерозагадувањето, информираат од општината. Употребата на здравата храна кај децата е на многу ниско ниво, велат нутриционистите. Во таа насока во основното училиште Ацо Шопов во општина Бутел денеска се одржа едукативна работилница која беше поддржана и од градоначалникот на општината Велимир Смилевски, а децата имаа можност да се едуцираат што е здрава храна и како се стекнуваат здрави навики. Исхраната е од големо значење за правилниот развој на децата, особено во првите години од животот кога се стекнуваат основните навики, но за жал употребата на здрава храна во денешно време е се поретка кај децата. Нутриционистите велат дека едукацијата за здрава храна е од големо значење за децата да знаат што е здрава, а што нездрава храна. Во рамките на предновогодишните активности на основното училиште Ацо Шопов во општина Бутел денеска се одржа работилница за здрава храна, која беше поддржана и од градоначалникот Велимир Смилевски. Како што истакна Смилевски, општина Бутел секогаш ќе ги поддржува ваквите активности кои ги едуцираат децата што е здраво и како да се стекнат со здрави навики. Се надевам дека ова ќе ни биде една прва и основна можност за во наредниот период да продолжиме со вакви активности, каде што ќе разговараме со децата за да може да се хранат на добар начин. Благодарност до Средното готварско училиште и до ресторанот Журнал, кој што помогна за денешниот настан да биде направен на начин на кој што треба да биде. Директорката на училиштето истакна дека како училиште се обидуваат децата да јадат здрава храна, почнувајќи од најмалите па до повисоките оделенија. Пред новогодишните празници знаеме и за време на празниците дека се конзумираат други видови на храна кои што се нездрави, меѓутоа потешки за варење и така натака, меѓутоа во периодот кога децата растат и најмногу се усмеруваат да бираат храна која што лесно се јаде, брзо се јаде, затоа што веројатно немаат трпение да седнат еден тањир супа да изедат, или пак некоја храна им изгледа која што е невкусна и така натака. Меѓутоа, подготовката денеска на здравава храна, која што е во изобилие, можеме да видиме, значи дека во дегустацијата понатака ќе им предизвикаме интерес кај децата и во домашни услови да го прават, да јадат здрава храна, да го прават тоа. Нутриционистката Надица Илиевска истакна дека понекогаш децата се збунети од тоа што треба да јадат. Ваквите организирани денови каде се зборува за здравата храна треба да ги има почесто, бидејќи секогаш има место каде детето може да прифати храна која дотогаш не сакало да ја јаде. Илиевска додаде дека децата во денешно време воопшто не конзумираат здрава храна. Децата на вистина не конзумираат здрава храна, имаме многу лоши податоци. Секое пето дете не е со наднормна телесна тежина, слаби со здравјето, нарушен имунитет. Меѓутоа, токму затоа велам дека се лежи во едукацијата. Децата некако интуитивно, кога ќе им се објасни што е добро за нив, тоа и го прифаќаат. Само мислам дека треба на вистина повеќе да се потрудиме и како родители, и како општествена заедница, и како стручни лица,
да им покажеме на децата што всушност треба да јадат. Покрај активностите за здравата храна, денеска во училиштето беше одбележена и 95 годишнината од раѓањето на поетот и патрон на училиштето Ацо Шопов. Како што не информираше наставничката по македонски јазик Весна Додевска, децата имаа можност да се запознаат повеќе со животот и делото на Ацо Шопов од неговата сопруга и неговата ќерка, како и со литературно читање од страна на учениците. Бидејќи поетскиот јазик е космополитски и ги поврзува и облагородува луѓето, по тој повод во нашето училиште имавме ексклузивна можност да присуствуваат сопругата на Ацо Шопов, Светлана Шопова, и неговата ќерка Јасмина Шопова. Учениците се представија со творби на Ацо Шопов, но воедно имавме и можност да ги слушнеме господја Светлана Шопова и Јасмина, кои ни го доближија и доловија ликот на Ацо Шопов како татко и сопруг, што беше особено интересно за учениците, и да поразговараме поопширно за неговата поезија. Директорката на училиштето најави дека активностите продолжуваат и во текот на утрешниот ден со новогодишен хепенинг. Во рамки на новогодишната населба Винтерленд, оваа година за прв пат на плоштадот Македонија, љубителите на лизгањето ќе имаат можност бесплатно да научат да лизгаат на мраз. Часовите ќе се одвиваат секојдневно во два термина, од 11 часот напладне и од 20 часот навечер. Во рамки на новогодишната населба Винтерленд, оваа година за прв пат на плоштадот Македонија, љубителите на лизгањето ќе имаат можност бесплатно да научат да лизгаат на мраз. Од денеска на лизгалиштето на плоштадот Македонија, граѓаните ќе може да се обидат да научат да лизгаат на мраз. Хокеј Федерацијата ќе обезбеди бесплатни часови за почетниците, како дел од програмата на новогодишната населба Винтерленд. Часовите ќе се одржуваат секојдневно во два термини, од 11 часот предпладне и од 20 часот навечер. Бесплатните часови ќе бидат организирани за групи до 20 пријавени лица, на кои ќе им држат обуки двајца професионални инструктори. Заинтересираните за бесплатни часови по лизгање може да се пријават секој работен ден во информативниот центар на град Скопје од 9 до 16 часот. Новогодишната програма и Винтерленд се финансиски поддржани од делегацијата на Европската Унија, која го обезбеди бесплатното лизгалиште ЕУ за тебе, што е поставено на плоштадот Македонија како дел од новогодишната населба. Без изговори е новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, која посочува на најчестите изговори што учесниците во сообраќајот ги користат за да го оправдаат непочитувањето на правилата. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, досегашното искуство покажува дека на сите учесници во сообраќајот им е потребна дополнителна едукација за одговорно однесување и за последиците кои им се закануваат како резултат на непочитувањето на сообраќајните правила. Без изговори е новата кампања на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, која во декември и јануари ќе се спроведе во Скопје, Охрид, Гостивар, Прилеп, Битола, Кавадарци, Штип и Гевгелија. Кампањата посочува на најчестите изговори што учесниците во сообраќајот ги користат за да го оправдаат непочитувањето на правилата. Целта на активностите од кампањата, која првично беше представена преку билборди, поставени на фреквентни места, е да влијае врз учесниците во сообраќајот преку директна комуникација и едукација со учесниците во сообраќајот и проверка на изговорите, што тие ги користат за да го оправдаат непочитувањето на правилата кога се во сообраќај. Според Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, големиот број на незгоди, повредени и загинати укажуваат на тоа дека на учесниците во сообраќајот им е неопходна дополнителна едукација за опасностите во сообраќајот и неопходноста од почитување на правилата за сите. Добар показател за ефектот што го имаат континуираните заложби за покривање на свесноста е намалувањето на сообраќајните незгоди со фатални последици за 10% споредено со минатата година. Следува период на стабилно и суво време, освен утре, кога ќе има слаби локални врнежи од дожд и снег, а наместа и услови за замрзнат дожд. Денеска температурата го достигна 2 степен, а утре ќе биде за 1 степен постудено. Во сабота температурата ќе го достигне 4 степен, во недела ќе биде потопло со температура до 8 степени, а во понеделник температурата ќе го достигне 6 степен. Со информација за временската прогноза го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.